Многу ми е жал за тоа што се случи, мора да кажам. Тешко е кога сум имал доктори, сум губил пациенти, тешко се надминува сето тоа. Разговаравме со директорот на фондот, ја следев неговата пресконференција преку интернет. Сите процедури се запазени, како и што тој објасни. Запазени се роковите, имало рокови за итност и така натаму. Меѓутоа би сакал да искоментирам нешто во однос на тоа што ние правиме и какви активности превземаме да го зајакнеме капацитетот на нашето јавно здравство, за да се намали бројот на пациенти кои што се упатува во странство. За тоа е потребна соодветна експертиза, за тоа е потребна едукација на докторите, во некои случаи е потребна опрема, во други случаи е потребна соодветна модерна инфраструктура. Некои работи можеме да ги имплементираме, заради тоа што можеме некој дел да реновираме, да купиме соодветна опрема, да едуцираме лекари и медицински сестри во една субспецијалност која што за сега не се прави во нашата земја. Меѓутоа за нешто не можеме. Затоа ни треба нови болници, соодветни, модерни, кај што може да се даде интегрирана здравствена услуга, што сега во моментов не можеме да ја обезбедиме. И затоа направивме план за најпрво едукација на наши колеги, кои што ќе се едуцираат најпрво во наши услови, под супервизија на колеги од странство. И тоа како пилот модел веќе започна да се имплементира на Универзитетската клиника за кардиохирургија, каде направивме договор со еден наш кардиохирург кој работи во болницата во Франкфурт и е експерт од областа на кардиохирургија. Веќе во 2 наврати беше присутен тука, работеше со нашите лекари, третираа пациенти кои што поинаку ќе треба да се упатат во странство. И тоа не само што ќе ја чинеше државата многу, но ќе се изгубеше и можноста да се стекне на доградба на знаењата. Така да сметам дека со тој модел на едукација на нашите доктори, не само во наши услови, туку и испраќање во болници, каде што ќе останат доволно долго да се вратат комплетно спремни да имплементираат нова метода во нашата земја, ние значајно ќе подобриме квалитетот на здравствената услуга.